6 студенти кои престојуваат во Пелагонија завршија на клиника поради труење со храна. По синокешната вечера во студентскиот дом се пожалиле на диареја и стигнале до инфективната клиника на инфузии и инекции. Освен оброкот во студентскиот, јаделе сендвичи од надвор, па за сега не се знае од што настанало троењето. 6 студенти биле испратени дома во добра здравствена состојба. Не отидов во клиника, немав потреба, сметав дека немам потреба. Имав само стомачни проблеми, повраќање, но во секој случај беше сепак многу лошо. Цела недела ќе им треба на институциите да завршат со испитувањата на примероците на храна кои што се земени од студентскиот, а до тогаш кујната ќе биде под клуч. Агенцијата за храна заедно со Центарот за јавно здравје и Државниот санитарен инспекторат извршиле воредна контрола откако добиле дојава за можно труење во храната од кујната во Пелагонија. Од страна на инспекторите за храна, кујната е времено затворена. Наредени се мерки за генерално чистење и дезинфекција на објектот. За лабораториско испитување земени се 6 мостри од храната која се послужувала и 8 брисеви од работните површини и опремата. Кујната ќе биде повторно пуштена во употреба по добивање на лабораториските наоди. Директорот Агим Фейзулаху во разговор за Алфа вели дека троењето можеби настанало од храната во студентскиот, меѓутоа се сомнева, бидејќи овие студенти јаделе храна купена од надвор. Синоќа во мензата вечерале околу 600 студенти, а на труење се пожалиле само 6. Дел од студентите кои јаделе од истата храна велат не забележале ништо сомнително. Не. Јадевте синоќа од храната тука, добро беше, во ред беше се? Па ја јадевме и не знам. А во Океј ми е. принцип, добра е храната во овој студентски? Па да. Ваков ли студентски стандард ветуваше премиерот, гласи прашањето на студентите од студентски отпор кои испратија остра реакција по жалба од студенти. Навистина сме згрозени од фактот што во моментот многу студенти се жалат и се завршени на инфективните клиники. Прашуваме јавно, ваков ли студентски стандард и студентски оброци ветуваа луѓето од власта, или студентите ги гледаат само како пропаганден материјал за користење, како тоа што беше фамозниот ручек со студентите на премиерот. Студентски отпор будно ја следи ситуацијата во студентскиот дом Пелагонија, строго го осудува игнорантниот однос на власта кон студентите и ваквите нехумани услови во кои студентите престојуваат. А токму премиерот Ковачевски седна на ручек со студентите за да покаже колку била добра храната во студентските домови. Крајот на ноември погласните критики и протести на студентите поради нискиот студентски стандард ги посети за да напише на социјалните мрежи дека младите се иднината на оваа држава.